По подолго време семејството Османи, кое едва и крпи крај со крај, во најтешките денови од својот живот доби храна, намирници и хигиенски препарати, што им се најмногу потребни. Откако сопственикот на 1ТВ Бојан Јовановски денеска објави дека телевизијата во соработка со комерцијалниот клиент Тинекс со хуман гест ке се ангажира за помош на ова семејство, кое живее во исклучително тешки услови, нашата екипа заедно со Сонја Бојаровска, представник на Тинекс маркетите, веднаш се вклучи во акција. 4-членото семејство доби месечен ваучер од Тинекс маркетите, преку кој во наредната година обезбедувањето на сите потребни намирници, храна, хигиенски препарати нема веќе да биде предизвик за нив. Слушнавме за вашата приказна преку социјалните мрежи и во соработка со 1 телевизија одлучивме да ви помогнеме малку да ви ја облажиме состојбата во која се наоѓате и затоа ви донесовме ваучери во вредност од 10.000 денари да ги користите во маркетите на Тинекс за да си купите она што ви е најнеопходно. Радоста и задоволството од ваквиот хуман гест и донација беа очигледни на лицата на таткото Реџеп, кој иако работи е болен од астма и туберкулоза и не успева секој ден да обезбеди пари за храна, додека мајката Фердес е невработена, но исто и кај нивните две мали деца Мухамет и ќеркичката Јагмур, кои немаат ниту свој дом, туку живеат во социјална барака во лоша состојба. Откако нашата екипа го посети нивното живеалиште кое е во исклучително лоши услови, веднаш заедно со целото семејство Османи се упативме во еден од маркетите на Тинекс за да го искористат месечниот ваучер и да си ги купат потребните намирници. Среќата на малите Мухамет и Јагмур беа неизмерни, а благодарноста на Реџеп и неговата сопруга Фердес уште поголеми. Сега доволно ние, благодарим на вас и на Тинекс. Дали си ги зедовте потребните намирници и хигиенски производи? Ги земавме, што ни требаше све, ги земавме. Представничката од Тинекс маркетите, која е дел од хуманитарната акција со 1ТВ, Сонја Бојаровска, го изрази своето задоволство откако што изјави филантропскиот дух кој што денеска не донесе на прагот на семејството Османи. Со овој проект ќе опфатиме 50 семејства со висок степен на социјален ризик од Републикава. Ќе бидат опфатени неколку општини од градот Скопје и градовите во Македонија каде што има Тинекс маркети. Уште подобро е кога ќе се овозможи членовите на овие семејства доколку имаат афинитети и интерес да се вработуваат и да си обезбедат своја лична екзистенција. 4-членото семејство Османи не добива ниту социјална помош и го крпат месецот со продавање на собрани шишиња и железо. Таткото Реџеп со солзи во очите за камерата на 1ТВ раскажува како им е најважно од се децата да имаат храна. Лебот го чуваат надвор бидејќи како што вели, ако го остави внатре може да го нападнат инсектите. Бараат хуманите луѓе да им излезат во пресрет за да можат да обезбедат подкрив над главата, а најважно од се е храна за двете деца. Основање по контони железо само собирам нешто за парче леп. Тоа се за главни верувам на градоначалникот Велимир што ќе ме прими да работам, тоа е да се спасам од оваа криза. Фала на помошта и споменато и на Тинекс и на ваша телевизија. Друго не знам што да ви кажам како и не знам да зборам убаво. Не убаво знам да зборам, само не знам што да објаснам како што треба. Фала и на народ што ми помогнал до сега и од Германија и од Италија ми праќаат. Оваа хуманитарна мисија на 1ТВ и нашиот комерцијален клиент Тинекс нема да запре овде. Освен ваучери за намирници и храна, наша главна цел ќе биде да им обезбедиме сопствена екзистенција на овие семејства преку вработување на барем еден од нивните членови.